Епизода 1. Градот што не постои. Ветрот не дуваше силно. Тој не туркаше. Тој не викаше. Ветрот шепотеше, како да се обидуваше да каже име што одамна било заборавено. Како да зборуваше со земјата, а не со луѓето. Лина стоеше само на патот, што не постоеше на нивна мапа. Патот беше тесен, обраснат со трева, што не личеше на трева. Не беше зелена, не беше ниту сива. Беше некаде помеѓу. Боја што човек не знае како да ја именува. Таа го држеше во раката парчето хартија што веќе почнуваше да се кине. На него пишуваше само: оди кон местото каде што времето не сака да оди. Никој не го даде тоа писмо. Го најде едно утро под вратата. Без име, без подпис, само тие зборови. И таа знаеше. Не со разумот, туку со нешто подлабоко од разумот. Знаеше дека писмото зборува за него. За Марко, несиниот брат. Поминаа 5 години откако исчезна. 5 години во кои никој не можеше да каже каде отишол. Ниту еден траг, ниту еден повик, ниту еден сон што дава одговор. Се што остана од него беше една фотографија. Таа и тој под едно старо дрво, со раце пуни прашина и смеја. Лина ја добра фотографијата со прстите, како да може преку хартијата да го допре и него. Пред неа се појави портата. Висока, железна, стара, но не беше урната, ниту не беше напуштена. Изгледаше како нешто што чека. Над неа немаше име, само еден камен, вграден во цидот со врежени зборови, кој влегува, остава дел од времето зад себе. Лина го прочита тивко, потоа уште еднаш во себе. Не почувствува страв, само тивка тежина во брадите. Ако си тука, прошепоти, ќе те најдам. Портата зашкрипе. Не ја допре, ниту ја турна. Таа само се отвори. Звукот беше бавен, исто како старо тишини. Од темнината излезе силуета. Момче, не младо, не старо, очите му беа светли, не сини, не сиви, нешто помеѓу. Не многу мине доаѓаат доброволно, рече тој. Гласот му беше како ноќен ветар. Барам некого, рече Лина. Го стегна ливчето и фотографијата во раката. Сите што бегуваат, барат нешто. Мојот брат се вика Марко. Влезе тука пред 5 години. Момчето ја погледна долго, како да броеше нешто што не се гледа. Потоа рече: тогаш доцниш само еден ден. Лина не разбра, но срцето ѝ застана за миг. Како еден ден? Во градот времето не оди право. Тоа се витка, се крши и се враќа. Зад него
зидовите почнаа да се движат сенки, но не доаѓаа од телата, доаѓаа од зборовите. Ако влезеш, рече тој, нема да бидеш иста кога ќе излезеш. А ако не влезнам, прошепоти Лина, никогаш нема да бидам цела. Момчето се тргна настрана. Патот внатре беше покриен со камења, што не блескаа, туку абсорбираа светлина. Исто како да ја пие. Лина направи чекор. Зад неја светот што го знаеше исчезна. Без звук. Немаше експлозија. Немаше светлина, само тихина. Како да никогаш не постоел. Внатре воздухот беше тежок. Не како да нема кислород, туку како да има спомени. Секоја вдишка носеше нешто туѓо. Јас сум Ерон, рече момчето. Ја чувам портата. Зошто? Затоа што не секој треба да влезе. И не секој што ќе влезе, треба да излезе. Градот се појави пред неја. Куки со различни големини, но сите со прозорци без завеси. Улици што не јават право, туку се враќаат сами кон себе. Луѓето што одеа бавно, премногу бавно. Една жена седеше на клупа и плетеше шал. Изгледаше млада, но очите ѝ беа постари од сите куки. Еден старец трчеше како дете, со смеја што не припаѓа на неговото лице. Тие се заглавили во различни времења, рече Ерон. Некои во минатото, некои во иднината, некои никаде. Лина одеше тивко. Секој чекор звучи како да гази под часовник. А сенките? Праша таа. Ерон застана. Тие не се појавуваат секогаш. Само кога некој лаже. Или кога бега од вистина. Како одговор, една сенка се одвои од зидот. Не личеше на човек. Немаше јасна форма. Само темнина што се движи бавно. Лина го почувствува студот во гајите. Не бегај од нив, рече Ерон. Тие не бркаат тело. Тие бркаат тајни. Ја одведе во мала куќа. Внатре немаше часовници, ниту календари, само светилки што не трепкаат. Овде ќе останеш, рече Ерон, додека не научиш како тече времето од тебе. Лина седна на креветот. Рацете ѝ трпереа. Ќе го најдам, нели? Ерон не одговори веднаш. Потоа рече, ќе го најдеш. Но прашањето е дали ќе го препознаеш. Надвор сенките се движеа по зидовите, како тивка вода. Лина ја стави фотографијата до себе. Ја допре со врвовите на прстите. Доаѓам, Марко, прошепоти, без разлика која време си. И градот, како да слушаше, издиша долг дивок здив, како да што туку започне приказна, што не сака да заврши.